sure I'm gonna hit this city before I leave. Brush my teeth with a bottle of Jack. Не, ова не се компрометирачки видеа од дивата младост на поранешната германска канцеларка Ангела Меркел. Ова е моќта на вештачката интелигенција, на интелигенцијата на софтверите и машините. Bei denen noch der Durst noch bleibe, bis ich wieder aus dem Bus aussteige. Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesen scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich sie einfach wieder schwimmen oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie Ке ве направи повторно млади. ich bin gerade so krass zerrissen. Because nobody wants to see Marshall no more. They want Shady. I'm just Ке ви даде супер моки или едноставно ке ви направи хаос од приватниот и професионалниот живот. shot at the hospital while the doctor was not cooperating. Навидум смешни и досетливи содржини, но толку вешто направени што лесно можат да станат и проблематични. Овие видеа, во кои поранешната германска канцеларка Ангела Меркел е представена како поп звезда, станаа меѓу најгледаните и најсподелуваните на социјалната мрежа TikTok. Направени се со помош на вештачка интелигенција и се само прозорец кон она што таа го носи. Напредок, креација, но и многу предизвици и најверојатно проблеми. Меркел не е единствената јавна високо профилирана личност што се најде како предмет на интерес во креирање видеа и фотографии со помош на вештачка интелигенција. Има и многу други. Папата го видовме во Монтка, Трамп како наводно бега од полиција пред таа да го уапси. Но и филмски и музички звезди починати пред децении како би изгледале денес. Со вештачка интелигенција беше представено и како би изгледала принцезата Дајана денес, кога би била жива. Сена се фасцинантно, но и морничаво. За 5 години на светско ниво максимум, Македонија за 10, ќе мораме да донесуваме храбри одлуки, AI да стане дел од нас. Позициите во голем дел од индустриите ќе зависат од тоа колку вешто ние ги хендламе, се справуваме со AI технологиите. Сепак човечкиот фактор драстично менува. Може би ќе промени дека наместо да имаме 3 ќе имаме 1 или наместо 10 ќе имаме 3 луѓе во копирајтинг или за една година во дизајн, но нема да биде толку брзо да се замени комплетно. Дека човекот не може да се замени се согласуваат и новинарите и експертите. Иако новинарството се смета за ранлива професија, во која големи промени ќе внесе вештачката интелигенција, тоа секако нема да биде во оваа декада. Im Moment zumindest sehe ich nicht, dass künstliche Intelligenz Journalistinnen und Journalisten, Moderatorinnen, Rechercheure und so weiter ersetzen kann. Wir sehen allerdings auf der anderen Seite auch schon die Anfänge, dass das von den Medienhäusern versucht wird. Es ist jetzt angekündigt worden, dass es ab dem Sommer ein komplett KI-generiertes Radio mit mit KI-Stimmen als Radiomoderatoren geben soll. Es gibt auch schon ein Radio Helgoland, wo das ausprobiert wird. Springer hat jetzt unlängst angekündigt, 200 Menschen zu entlassen und hat das unter anderem mit dem Einsatz von KI begründet. Es ist nicht keineswegs so, dass jetzt Stand 2023 die KI-Systeme tatsächlich die Journalisten ersetzen würden, weder im Printbereich noch in irgendeinem anderen Bereich, sondern da sind sozusagen immer noch die Menschen für die Inhalte verantwortlich, für die meisten Inhalte jedenfalls, obwohl es natürlich schon Systeme gibt, die bestimmte Formen von Nachrichten, sei es zum Beispiel Wetterberichte oder Sportberichte, vollautomatisch generieren können. За пролабочени бекграунди, анализи,
и такви по-софистицирани новинарски формати, вештачката интелигенција уште не може да се носи со човекот, меѓутоа и тоа ќе дојде. Значи има веќе сега обиди вештачка интелигенција да пишува коментари, значи има мислење, opinion pieces. Вештачката интелигенција користи веќе создадени материјали на интернет и со тоа се засегнуваат нечии авторски права. Ова ќе биде еден од најголемите предизвици во следните години, да се заштити продуктот што некој веќе го креирал во интернет просторот и што понатаму е предмет на обработка од вештачка интелигенција, бидејќи токму врз таа основа некој може да заработува милиони. Друг момент е транспарентноста. Треба да се нагласи дека нешто е направено со помош на вештачка интелигенција и со таа содржина не треба да се шпекулира. Такви случаи на недостаток на транспарентност или шпекулирање со вештачка интелигенција имаше неодамна во медиумите во Германија. Неделникот Die Aktuelle, кој со теми како готвење, домаќинство, здравје и информации од животот на познати личности, е наменет за женската публика. Во април годинава, користејќи ја формулацијата «светска сензација», објави наводно прво интервју со поранешниот возач на Формула 1 Михаел Шумахер. По неговата несреќа при скијање во 2013 година, тој се нема појавено во јавноста. Еве го, неверојатното интервју, со долго очекувани одговори на горливите прашања, кои што целиот свет толку долго ги поставува. Стоеше во текстот на измисленото интервју со Михаел Шумахер. Во скандалозното интервју стоеше дека одговорите се создадени од вештачка интелигенција, но се алудираше дека зад информации во нив стои самиот Шумахер. Од каде ги знае оваа вештачка интелигенција личните позадини? За бракот, децата, болестите? Морало некои информациите како во Википедија да ги внел на интернет. Дали тоа бил навистина самиот Шуми кој од болнички кревет ги куцал информациите? Се шпекулираше за податоците што вештачката интелигенција ги изнела во лажното интервју. По реакциите во јавноста и медиумите, без работа остана главната уредничка на магазинот, а издавачката куќа Функе јавно и се извини на фамилијата Шумахер. Овој невкусен и заблудувачки напис не смееше никогаш да се појави. Тој во никој случај не ги исполнува стандардите на новинарството што ние и нашите читателки и читатели ги очекуваме од издавач каков што е Функе. Медиумскиот концерн Хуберт Бурда Медија пред неколку месеци издаде магазин 99 рецепти за тестенини, произведен со вештачка интелигенција, без тоа да им биде укажено на читателите. Da haben die tatsächlich ein komplettes Magazin mit KI-generierten Rezepten und Texten und KI-generierten Bildern herausgegeben, ohne das transparent zu machen. Nun weiß ich nicht, wie viele Leute diese Rezepte nachgekocht haben und ob diese Rezepte tatsächlich dann auch essbar waren, aber dieses Magazin ist auf den Markt gekommen und es waren zu 100% anscheinend KI-generierte Inhalte. Во браншата постои мислење дека ќе мора да се обележуваат содржините кои се создадени со вештачка интелигенција, бидејќи со нејзина помош може да се креираат и проблематични содржини. Ich glaube schon, dass es helfen würde, KI-generierte Inhalte als solche zu kennzeichnen, denn viele sind sich darüber bewusst, dass die KI noch nicht ausgereift ist und dass eine gewisse Vorsicht, mit der man da rangehen muss, unabdingbar ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch eine Klassenfrage, welchen oder ob man überhaupt Zugang zu diesem Thema hat und sich darüber bewusst ist, dass auch Falschmeldungen existieren können. Und ich glaube, eine Kennzeichnung würde einfach dabei helfen, sensibler und vorsichtiger mit gewissen Themen oder gewissen Meldungen umzugehen. Das betrifft Sie genauso wie ich, nicht? Wenn Sie ein Foto sehen in der Zeitung, denken Sie ja nicht als allererstes oder dann gehen Sie nicht da so ran, dass Sie sagen, oh, ob das wohl echt ist? Sondern ja, Sie nehmen es erstmal als echt hin. Nicht? Das ist das Normale. Wir haben gar nicht die Zeit und die Möglichkeit, die Bilder und Texte, die wir haben, immer zu hinterfragen. Законот за авторско право и други сродни права, кога станува збор пред за фотографии, предвидува две обврски. Едната обврска е да се запази моралното право, односно кој е автор, мора да биде истакнато кој е автор на одредена фотографија, без разлика дали тоа е лице со име и презиме или пак е некој тип на софтвер.
И второ, дали во случајот ако станува збор за професионален фоторепортер или медиум, да се исполни материјалното право тоа да има компензација. Значи таа фотографија да биде компензирана финансиски, зборуваме кога таа е автентично направена од автор. Во една прилика, од Сдруженијето на новинарите на Македонија му било укажано на македонскиот премиер дека е значајно да се стават водени жигови, посебно на владени фотографии и видеа, за публиката да не биде оставена сама на себе да препознава која фотографија е направена од приватен медиум, која од владата, а која од вештачка интелигенција. Вештачката интелигенција е вешта, но не е совршена. Експертите и фотоуредниците и најдоа многу маани, па споделуваат искуства како може да се распознае реална фотографија од таква креирана со помош на вештачка интелигенција. Ушите, ако станува збор за различни особи на сликата, ушите знаат да бидат несовршени, да се премногу залепени за главата, да фали некој дел од увото. Знаат да се јават 6 прсти место 5 или 4 да бидат исто така. Знаат исто така да се појават недоследности во одредени делови на телото кои што се предимензионирани, да речеме. Да ја земеме ова, неодамна се појави сликата на Ши Џинпинг и Путин и наводно дека Путин му ја бакнува раката на Ши Џинпинг многу поданички, онака демек му се додворува, што секако има голема политичка конотација во време на војната во Украина и тие сите стратешки преместувања во светот. И на крајот се покаже дека сликата е фейк и велам такви елементи имаше на крајот, да речеме ногата која што беше позади, како што беше Путин клекнат на колено. Ногата што позади одеше беше предимензионирана, стопалото не беше оформено како што треба. Noch kann man zum Beispiel bei Videos sehen, da stimmen vielleicht die Lichtverhältnisse nicht, da sind die Proportionen der Körper nicht so akkurat und so weiter. Wenn man hinguckt, sieht man sozusagen also etwas, was einen irritiert. Manche Bereiche des Gesichts, wenn es jetzt sozusagen da ein künstlich generiertes Gesicht ist, nicht, das wirkt dann unnatürlich glatt und so weiter. Das heißt, mit dem Blick auf spezifische Bilddetails kann man noch erkennen, dieses Video wurde irgendwie manipuliert. Aber das sind Kinderkrankheiten, die sehr schnell, glaube ich, ausgemerzt sein werden. Und dann wird es immer schwieriger, diese Fakes von echten Fotos, von echten Bildern und Videos zu unterscheiden. Und da brauchen wir, glaube ich, irgendwann eine Transparenzpflicht und eine Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Videos und Bildern oder vielleicht auch umgekehrt von echten Videos und Bildern, damit ich davon ausgehen kann, dass alles, was nicht dementsprechend gekennzeichnet ist, zumindest mit Vorsicht zu genießen ist, weil es ein Fake sein könnte. Освен што вештачката интелигенција не е совршена, таа во некои случаи е прилично глупава, велат новинарите. Затоа, никој не очекува дека во блиска иднина ќе може вештачката интелигенција да направи длабоки анализи, она што во моментов е задача на специализирани новинари. Dass KIs teilweise immer dümmer werden, weil sie immer mehr mit anderen KI-generierten Inhalten gefüttert werden und so eine Art KI-Inzest entsteht. Dadurch kann ja nichts Neues da reinkommen. Die KIs können nicht selbst erfinden, sondern sie können nur Vorhandenes reproduzieren und auf Wahrscheinlichkeit basiert dann Wörter aneinander hängen oder Bilder malen, die aussehen wie die Bilder von anderen. Aber die KI selbst hat keine Kreativität. Insofern braucht es da auf jeden Fall immer noch den von Menschen gemachten Content, um die KIs zu füttern. Viele probieren ja ChatGPT aus, stellen dann fest, wenn sie sich zum Beispiel selber googeln, ach, das System kennt mich nicht, wie dumm es ist und so weiter. Ja? Aber das ist natürlich nicht, das ist letztendlich nur ein Spiegelbild dessen, dass sie selbst nicht so bedeutend sind wie Donald Trump oder so. Ja? Das weiß man natürlich schon auch vorher. Und dementsprechend, weil es so wenig Daten über sie gibt, sind die Antworten dann auch entsprechend nicht, entweder gar nicht vorhanden oder eben dürftig oder falsch. Додека во одредени медиуми се прават експерименти со вештачка интелигенција, во други има одлучност таа да служи само како корисна алатка и да не смее да се објавуваат содржини целосно направени од неа, бидејќи потребна е сериозна контрола на веродостојноста на информациите и податоците што таа ги продуцира. Главна одлука
на целото раководство на куќата и на главната уредничка на куќата, Мануела Каспар Клерич, е дека вештачката интелигенција засега може да се користи само како помошник. На крајот, содржината што може да ја добиеме, што ќе се генерира со вештачка интелигенција, текст, слики, програма и така натаму, мора да помине низ човечки раце. Значи, на крајот, на краиштата, одговорноста за се што куќата презентира на светската јавност лежи во рацете на одговорните уредници, на тие што на крајот на краиштата служат како 4 очи, нели? Тие што ја превземаат и ја коригираат целата работа. Wenn jetzt Associated Press oder irgendein amerikanischer Sender oder die Los Angeles Times, wenn die KI einsetzt, haben sie natürlich die Ansprüche, dass die Informationen so akkurat sind, wie man das eben auch von Menschen erwartet. Дали може вештачката интелигенција да се стави во некаква рамка? Кој ќе го контролира нејзиното користење? Овие прашања ги мачат и бизнисмените, и експертите, и секој е со различни очекувања и барања. Во последните 20 години се направени најголемите промени, напредок во човештвото со појавата на компјутерите, со појавата на мобилни телефони и со појавата на интернетот. Сега AI ќе биде, вештачката интелигенција ќе биде најголемата промена. Ќе има драстични промени во поредокот и во економијата. И сега мојот повик и надеж е да успееме да ги најдеме правите луѓе кои што ќе успеат да направат регулации и регулирање на AI. Ich glaube einfach, dass die Annahme, dass man KI-Technologie insgesamt einhegen kann, kontrollieren kann oder durch ethische Richtlinien in die richtige Bahn führen kann und dadurch Missbrauch ausschließen kann, dass das eine äußerst naive und problematische Vorstellung ist, weil es nicht funktionieren wird. Тие правила на игра сметам дека треба бидат во доменот на заштита на авторското право и во потенцијална злоупотреба од креирање на плагијати. Меѓутоа, мора да се земе во предвид дека тоа е алатка која што, или алатки кои што се достапни, слободно се користат, повеќето се слободни, некои се на база на преплата, се достапни на интернет и тешко може некој, како што е во Македонија, да направи ограничување. Како Сдружение на новинари, ние секогаш сме внимателни околу оние регулативи и ограничувања, бидејќи сметаме дека слободата на изразување, иако не е апсолутно право, треба да ужива огромна слобода и потенцијални ограничувања може само да отворат нови проблеми, каде што алатките ќе се користат на страна и при тоа може да има и поголем степен на злоупотребување. Иако нема регулатива за користењето на вештачката интелигенција, ни во Германија, ниту во Македонија, и во двете држави важат правилата на новинарската етика. Ловењето на таквите производи и помошта на новинарите во распознавањето што е создадено од човек, а што од машина, ќе биде повторно со помош на машина. Куќата веќе има развиено 2 софтвера кои што служат токму за откривање на такви вештачки, односно на слики, видеа и други содржини што се произведени со вештачка интелигенција. Таму каде човечкото око воопшто не може да досегне, тие софтверски решенија ќе бидат направени така, односно веќе се направени делумно да ги препознаваат сите фейк и видео и слики и текстуални пораки и така натаму. Значи тоа што доаѓа од чет-ботови, каде што не се луѓе, туку се машинери кои што стојат за целата таа пропагандна машина. Вештачката интелигенција се користи како поддршка не само во новинарството, туку и во архитектурата, медицината и во многу други и некреативни и креативни бранши. Акцентот е на користење како помошник, бидејќи верификацијата на крајниот резултат мора да помине низ човечки раце. Во новинарството и при користењето на вештачката интелигенција мора да постои принципот на 2 извора на информации, бидејќи таа сама по себе не е извор на информации.